Почитуван председателе, почитувани колеги, почитувана јавност, министер, заменик министер. Привршуваме со дебатата за буџетот и она кое што на почетокот сакам да го споделам, а пред се со јавноста, а да ве погледнам вас од мнозинството во очи и да ви кажам дека ова ќе биде еден од многуте срамни денови приредени од парламентарното мнозинство, доколку овој буџет помине. Еден од многуте срамни денови за што да правите, полек. Штувани, првата и основна ставка, од која што потоа се влечат сите ставки во буџетот, е економскиот раст. Колку ние ќе растеме. Во буџетот, кој што овдека е предложен, се вели дека ставката ќе биде 2,9%. И врз основа на тие 2,9% потоа се изведуваат и сите приходи и сите расходи. Премиерот на државата неколку пати изјавува, цитирам: не само моите и не само на владата, туку и оние проекции на ЕБОР е дека буџетот ќе расте со 2,3%. Премиерот на државата смета дека поднел буџет во ова собрание со 2,3% раст. Вие на тој раст му аплаудирате, а тука ќе гласате 2,9% раст. Кого ние манипулираме? Кога вие манипулирате? Кога ракоплескате или кога овдека ќе гласате нешто кое што го ветувате обратно? Но, бидејќи овој буџет е пред се предизборен, јас сум сигурен дека во текот на годината ќе дојде влада која што ќе го преработи и која што ќе има бројки кои што кореспондираат со реалноста. Она кое што граѓаните ве прашуваат, почитувани колеги од мнозинството, а никако не им го одговарате, е прашањето каде се парите. Вие, како владино мнозинство, од 1 јуни 2017 до денеска имате потрошено 20 милиарди и 500 милиони евра. 20 милиарди и 500 милиони евра. Граѓаните прашуваат каде се парите. Прашуваат каде се парите, бидејќи нов автопат Прилеп Битола го ветувавте, го нема. Прашуваат каде се парите, бидејќи ветувавте дека до крајот на првиот мандат ќе одиме во Софија со железница. Ја нема. Прашуваат каде се парите, бидејќи ветувавте железница до Албанија. Прашуваат каде се парите, бидејќи ветувавте соодветен автопат од Скопје до Тетово преку Гостивар. Граѓаните прашуваат каде се парите, бидејќи го ветувавте Чебрен и Галиште, ништо не направивте. Граѓаните прашуваат каде се парите, бидејќи ветувавте клинички центар, темели немате ставено. А ќе ве подсетам, 20 милиарди и 500 милиони ги потрошивте и око не ви трепнува за одговорност, око не ви трепнува за предизборните ветувања кои што ги давате и упорно со пиар манипулирате со нови лаги. Граѓаните ме прашуваат и каде се Facebook и Google. Граѓаните ме прашуваат и каде е Формула 1 стазата. Граѓаните ме прашуваат и каде е она фабрика за електрични автомобили до Тетово. Никаде не, ама 20 милиарди и 500 милиони се потрошени пари. Овој буџет, што и да зборувате, колку и да зборувате за ланскиот снег, вистината е дека имаме 695 милиони дефицит. 695 милиони минимум ќе потрошиме повеќе од тоа што ќе прибереме како даноци. Лани сте имале 630 милиони, а преклани сте имале таленти 876 милиони. И кога излегувате да критикувате претходни влади, треба да знаете дека тие претходни влади се движеле од 187 до 261 милион. Вие се движите од 631
до 876. За 2,5 пати Македонија има полоша власт, а требаше да биде подобра. Тука 10 дена зборуваме за капиталните инвестиции и сакам да споделиме некои бројки, почитувани колеги од мнозинството, поврзани со капиталните градежни објекти. Бидејќи да капитализираш пари од буџет во електростопанство не е градежен објект. Официјални податоци за градежните објекти. Вие имате процент од 20,6%. Од оно што капитално инвестирате и нешто би требало да остане за следните генерации, кај вас е 20,6%. 2021 бил 26, лани бил 30. Предходно, за градежни објекти, процентот бил 70,4, 59,1, 59,8. И тука сте за 3 пати полоша влада од преходната, а не ли требаше да бидете подобра влада? Одиме понатаму, крупните работи само. Јавен долг на државата. Државата превземавте со 4,7 милиарди евра јавен долг. 4,7 милиарди. И пред да превземете државата, од оваа говорница велевте дека сме грчко сценарио, дека преходните многу не задолжувале и дека 4 милиарди представува грчко сценарио и дека кај да е ке требаше да продаваме нешто. 5,5 години неспособност, криминал и корупција и доаѓаме на денешниот ден. Сами си проектирате 8,5 милиарди долг. Ако со 4 милиарди сме биле грчко сценарио, каков сме, господа, таленти неспособни со 8,5 милиарди, кажете ми, долг? Кој ќе го враќа овој долг? Колку странски инвестиции донесовте да го враќаат овој долг? Колку нови домашни компании отваравте што ќе плаќаат данок и ќе го враќаат овој долг? Колку стимулиравте иновации и деца кои што ќе произведуваат, тоа ќе се користи во други држави, а од тука ќе доаѓаат парите за патенти. Нула, ништо, партиски вработувања, плати и разни трансфери. Одиме понатаму. Шампиони сте во тековни расходи. Најматната ставка во секој буџет тековни расходи. Преходно за тековни расходи се трошеле помеѓу 367 и 369 милиони евра. Денес вие предведувате 567 милиони евра за тековни расходи, што представува едно расипништво, што представува едно безмилосно трошење на капиталот и парите на граѓаните. И кога зборувам дека имате буџет кој што е предизборен, манипулативен и инфлаторен, тоа сакам да го подкрепам со факти. Велите дека се откажувате од непродуктивни трошоци. Господине Бисими, добро е што и вие сте тука. Ставка плати на доместоци. Планирате 2,2 милиарди денари повеќе од 2022. Чи за 2,2 милиарди повеќе ќе давате пари за плати од 2022. Расходите, господине Бисими, за стоки и услуги се планирани во вредност од 60,9 милиарди денари, што представува 8,2 милиарди повеќе од 2022 година. Штувана јавност, трошоците за патни и дневни расходи не се намалени. Вистината е дека се зголемени за 131 милион денари или 2,5 милиони евра, што представува раст од 19% за разлика од лани. Значи, немојте да го манипулирате народот. Понатаму, ставка 421, комунални услуги и грејење, тука сте покачиле за 67,8%. Штовани колеги, ставката 425, договорни услуги, се планираат 45 милиарди денари. Машала, за партиските војници на СНСМ и ДУИ, во овој буџет ќе има 45 милиарди денари,
што представува 14,4% повеќе од лани. Да не се секираат, 15% повеќе ќе има од ланските вработувања. Ставката 465 по извршени испради изголемена е за 250 милиони денари, што е за 166% повисоко од 2022. И на крај, разните трансфери, кога ќе ги соберете од сите буџетски корисници, изнесуваат неверојатни 970 милиони евра. На 5 милиарди буџет, 1 милиарда ви се у старт матно потрошени средства. И додека партиската војска на СНСМ и ДУИ ја обезбедивме со 45 милиарди денари и за која што нема зима, ајде да видиме што прават граѓаните во нашето општество. Според БДП, ние сме 2,7, Србија 3,2, Албанија 3,2, Косово 3,1, Црна Гора 6,9, Босна и Херцеговина 4, нешто. Црна дупка сме на Балканот. И она кое што е поразително за мене, штувани пратеници, бројките велат вака. Од кога сте вие на власт како парламентарно мнозинство, државата расте со просек 1,4. Во истото тоа време, на Балканот, Косово расте со 3,5, Србија со 3,4 и Албанија со 2,9. Нема држава, господине Бесими, затоа ви се обраќам повеќе вас, бидејќи премиерот мисли дека со 2,3 не е растот на економија. Он не знае каков ни е буџетов. Претпоставувам, вие сте го предложиле, затоа вас ви се обраќам. Нели е срамота да имаме црна дупка на Балканот? Порано бевме на Европа, а сега станавте шампиони на Балканот сме црна дупка. Овие граѓани тоа не го заслужуваат. Да бидеме последни по економски раст на Балканот. Но сме шампиони по инфлација. Македонија има 20% инфлација. Србија 14, Албанија 8, Косово 12. Кога јас би бил министер за финансии, после 5 години 1,4% раст, ја би си дал оставка. Знаете ли зошто? Затоа што да нема држава, да спиете само, да не одите на работа, само да бидете на Боемска улица у кафана, самиот пазар ќе расте повеќе него ли со вас. Самиот пазар ќе расте повеќе него ли она што расте со влада. Одиме на глобалните текови и Народна банка има еден извештај во кој што го има ФАО индексот на цени. Почитувана јавност, цените за храна на берзите паѓаат. Цените за храна во Македонија растат. Дали за тоа има некој одговорен? Има пратеници овдека што бараат инспекции да оделе. Ама има ли држава? Има ли инспекции? Има ли влада? Зашто овој народ ве плаќа? До толку повеќе што, според ФАО, од месец март цената на масло драстично паѓа. Од месец март во Македонија или е иста или се покачува. И потоа некој дава пресконференција, ќе паднела утре цената за 40 денари, граѓаните одат среќни да купат 40 денари поевтино масло и гледаат непроменети цени. За тоа ќе си паднете од власт и тоа текот на оваа година и ќе има некој што ќе направи соодветен ребаланс на буџет. Штувани колеги, Народна банка вели дека регионот за овие последни 2 години, Балканскиот Западен Балкан, расте со 8%. Македонија расте со 4%. Го забавувате растот на Албанија, Босна и Косово. И до тоа дерече дојдовме, господине Бесими, да разговараме дека Македонија го забавува растот на Босна и Косово. И потоа вие се велите вола на Република Македонија, пријаните да бидат, нели, спокојни. За наредната година имаме надолна ревизија од ММФ. И тоа е честно
безете да го кажете, но имаме и лошо сценарио од Народна банка, кое што е пола од тоа кое што вие го потрошувате. За да се види на држава, почитувани колеги, колку е богата, се гледа незините граѓани како живеат. Во Македонија дека власта живее одлично, знаеме. Граѓаните, личната потрошувачка паѓа. Граѓаните немаат куповна моќ. И сега тука сакам да ме прашам вас, колеги од СДСМ. Ако Народна банка вели дека имаме страотен пат на личната потрошувачка и животен стандард, чуму тогаш платите растат? Чуму тогаш граѓаните живеат подобро? Како живеат граѓаните подобро? Институциите ве демантираат дека граѓаните живеат по-лошо. И кога зборувате за инфлација, таа не е 20%. Реалната инфлација е 50%. Бидејќи обичен народ, најголем дел од своја заработувачка ја троши на основни прехранбени производи, кои што достигне измеѓу 40 и 50%. Горивата се покачи. 42,3% само цената на струјата е покачена од кога сте вие на власт. Затоа паѓа личната потрошувачка. Затоа паѓа вашиот личен рейтинг. Бидејќи сметате дека народот јаде пиар. Народот не јаде пиар. Народот бара екзистенција, која што вие како влада не можете и не знаете како да му ја обезбедите. Ова кое што е карактеристично за бизнис секторот, бидејќи за да имаме за господа во века да возат нови автомобили, да имаат разни удобства, покрај граѓаните кои што плаќаме даноци, тие ги полнат и фирмите. Нели, господине Бесини, е поразително согласно Народна банка да имаме континуиран раст на депозитите на граѓаните. Нели сте вие влада која што прави бизнис клима? Нели сметате дека е нормално во една држава кога некој има средства, ако и верува на таа држава, ако ја смета државата за партнер, тие средства да ги води, да ги вложи во бизнис, а не во банка за 1, 2 или 2,5%. Дали се запрашаме како влада, зошто граѓаните не сакаат ништо да инвестираат во оваа држава? Дали се запрашаме како влада, зошто странските инвестиции во оваа држава се на најниско ниво? Македонија има 3,3% странски инвестиции, Србија 6 дупло, Албанија 6,3 повеќе од дупло, Косово 3,7 повеќе од нас, а Црна Гора 10,3, 3 пати повеќе од нас. Затоа што се што значи економска активност од приватен капитал, директно или индиректно се рекетира. Се рекетира од гавазите пуштени од водата, точно знаат кој колку пари има во банка, точно знаат кој колку има добивка направено, точно знаат кој колку треба да се оданочи и точно знаат колку треба да плати рекет. Затоа граѓаните тоа го гледаат и своите средства си ги чуваат во банка и се надеваат дека ќе дојдат подобри времиња за државата и дека ќе дојде власт која што навистина ќе направи бизнис клима и дека ќе дојде власт која што нема да биде од Косово и Босна му се послави. Затоа, господине Бесими, затоа што ќе дојде власт во оваа држава, во која што премиерот за договорни услуги нема да има 656 милиони само во влада, башка во други места. 656 милиони, 11 милиони евра за советници да им се најдат. Затоа, и овие граѓани тоа не го заслужуваат. Од овие граѓани леп јадете, плата зимате. И треба за овие граѓани да мислите. Треба за овие компании да мислите, а не само да мислите за себе, а не само како да избегнете на избори. Треба да се соочите и со проблемите и со финансиите, бидејќи секаде има криза, секаде имаше пандемија, секаде има енергетска криза, ама вие сте најслаби во регионот, катастрофално најслаби во регионот во секој показател. И ние како граѓани, како обичен граѓанин, се срамиме тоа што вие сте ни влада. Овој буџет го давате на 3 дена пред Нова година. Овој буџет го давате со цел 63 двајца колку ќе соберете, не знам денеска, да се изгласа и да помине. Ние овој буџет ќе го гласаме воздржано,
затоа што граѓаните, администрацијата на која што не и покачивте плата, треба да ја земе и онаа малку што ја плата и го помине од први до први, но во текот на оваа година јас ви гарантирам дека ќе дојде влада која што ќе прави конечно после долго време еден соодветен ребаланс на финансиите во државата. Благодарам.